Поштовани гледачи, добро вечер. Ова е емисијата Визави на програмата на канал Виз во наредниве минути за и околу спортот. Ова не е Виз спорта, туку нашиот гостин со кого ќе разговараме за и околу спортските случувања во нашава земја. Со вечерва со вас и со мене е Наумче Мојсовски, првиот човек на Агенцијата за млади и спорт. Мојсовски, добро вечер и благодарам на што се озвавте на нашата покана да бидете дел од емисијата Очи во очи на програмата на канал Виз. Добро вечер, поздрав до вас, до вашата емисија и задоволството е мое. До завчера ве знаат сите како еден одличен ракометар, сега како прв човек на Агенцијата за млади и спорт кој што треба на некој начин да ги координира сите работи согласно македонските законски прописи кога станува збор за спортот. Баш така, потешко било од друга страна, подобро било да си спортиста, али ги знам проблемите и пеховите на спортистите, на клубовите, на федерациите и баш за тоа се нафатив да помогнам што можам да направам директно да се помогне на спортистите. Неодамна ги избравте најдобрите Горан Пандев, Струмичанецот за спортист за 2020, ако не се лажам по трет пат фудбалер кој што е избран за спортист. Мојсовски, 2020 во услови на пандемија, ти како прв човек на Агенцијата за млади и спорт, еве ако направиме едно резиме, задоволен? Да, дефинитивно, нели пандемијата кај го спушти и светот, па најмногу и спортот, затворени многу спортисти, затворени патувања, немаше меѓународен многу спорт, така да сум задоволен. Пласман на прв пат во историјата на фудбалската репрезентација на Европско првенство, ракометот имавме светско првенство, а и одбојката се пласира на наредното Европско првенство. Тоа е за мене еден одличен успех во вакво време, не време да кажам. Значи задоволен. Но она што овие денови е актуелно е релацијата Агенција за млади и спорт и Фудбалска федерација на Македонија. Излеговте со соопштение, тврдите дека престојното изборно собрание најавено од Фудбалската федерација за март, ако не се лажам 12 или 14 март, ќе биде нелегитимно со оглед дека статутот е дел согласен согласно законот за спорт. Што конкретно всушност значи сето тоа? Дефинитивно да, агенцијата тоа собрание што се надеваат од ФФМ да го одржат февруар, не знам март, не знам точно кој период, да нема да биде признаено на наша страна, нема да биде усогласено, пошто знаеме 65 федерации кои се постоечки во нашата држава, 64 се усогласени со законот на државата за спорт, само ФФМ не усогласи. Тоа не е од сега, нели почна тоа мислам дека од 2018. Овој процес тогаш и писмено и секакви уверувања добиваше агенцијата, нели не бега стојаш, добиваше агенцијата дека ќе се согласи во наредното собрание. Од тогаш поминаа 3 собранија, не се согласи. Мораме да се поштува законот за спорт. Мораме да го поштуваме, значи не е тој лош закон, него мораме, ако сме федерација на оваа држава на Македонија, мораме да се согласиме со овој закон. Така да не е фер, не е легитимно, не е поштено према другите федерации ако вие не го поштувате законот, а другите го поштуваат. Бев нели почестен пред 2 до 3 недели, мислам беше исто изборно собрание на ракометната федерација. И убаво беше гледката да гледате како чинителите, клубовите го гласаат претседателот. Тоа е во нашиот закон. Мораме да имаме клубовите кои се чинители од прва и втора лига да бидат и носители на тоа собрание. Да имаат нивниот глас да се слушне, а не од некои си општински кои можеби не гледале на телевизија фудбал да решаваат за нивните проблеми, за нивните финансии и за све останато. Да разјасниме, значи законот за спорт налага клубовите да бидат директни чинители во структурите на одредена федерација. Директни да, на собранието, значи да бидат од 50% нагоре, да бидат они носители, пошто нели оние креираат политиката на првенството. Самите клубови кои се газди, претседатели, клубови кои имаат, мораат да има нивниот глас да им се слушне. Ево една паралела ќе кажам, ево Скопје на пример, Вардар и работнички се од ОФС центар. ОФС центар не постои, пребацени се во ОФС Газибаба. Во ОФС Газибаба имаат и али немаат ни еден делегат. Чинителиве за кои разговарам, нели Вардар и работнички. А некој си општински клуб кој постои, дали постои, има 3 до 5 делегати. Тоа не е сватливо. Една сама ОФС, не е важно од каде е, од Пробишти ОФС, првиот закон, во самиот закон, во статутот на ФФМ стои дека треба да има општинската лига најмалце 6 клубови. Во Пробишти тоа го нема и нема ни еден клуб постоечки. А имат и членови? А има 5 членови на управен одбор.
Тоа го има и во Демир Хисар, го има во многу општини кои првиот закон самите тие не си го поштуваат, дека носител е општинската лига која мора да има најмалце 6 чинители. Да, господине Мојсовски, но постапката по општинските фудбалски сојуз веќе си тргна, односно веќе избираат делегати за престојното изборно собрание. Да. Вие сугериравте, излеговте со соопштение, но постапката или возот е тргнат на тој начин. Што? Не е Како институција, што ќе направивте? Дефинитивно не ќе бараме од централен регистар тие да не се упишат. Дефинитивно тоа е незаконски. Ево една причина ви кажав која, ајде да кажам и од поважните за самата фудбалска федерација, треба да има лига. Тие немаат лига. Самото тоа во нивниот статут, не во новиот ние што бараме да биде усогласен со законот за спорт. Во нивниот статут тоа го нема. Ко не постои, бараат најмалце 6 екипи да биде за да биде легитимен тој ОФС, тие го немаат тоа. Како ние да го тоа верификуваме и го признаеме дека е легитимно? Добро, до сега не интервенира институциите со глед дека зборите. Интервенира дефинитивно, значи и од кај нас инспекторите увидоа дека тие општинските сојузи не функционираат, не се собираат, не се легитимни, не се верификуваат секоја година обновување на делегатите, нели треба да се пријава. Све тоа е скокнато само по желба да некој гласа. Го видовме тоа што се случи во Велес, еден газда на Борец која, нели, Кочо Њушев кој беше председател на Борец, давал толку финансиски средства на годишно ниво, не одлучува за ништо. Да, притисокот доаѓа и од овде од Струми, се Да, кажа што горе, Академија Пандев со така се спротистави, па и Горан Пандев излезе со своји изјави дека навистина е штетно и жално кога клубовите не ја креираат самата лига и одлучува некој кој што не знае. Го нема, јас го гледав и последниот Саша Чирич ми го даде законот за во Германија како нели таму играше не може да нема. Значи најмалце 60% е во Германија, 60 и неколку посто се чинители баш клубовите во новиот избор и во политиката на клубови на федерацијата. Жално е, ево Горан Пандев да вложува од свој џеп што ги заработува со под во Италија, да не се прашува за ништо. Не можеш во Италија да не го прашаш Јувентус или Милан или не знам кој или Интер за како треба да биде. ФФМ излезе контра вашите ставови дека се уште во постапка, сега можам да парафразирам, но и рече дека УЕФА притиска да се почитува тоа изборно собрание на ФФМ и да се најде одредено решение. Се повика дека УЕФА вели дека не смеете да притискате да не се одржи тоа изборно собрание. Има ли коментар Агенцијата за млади спорт како институција која што директно се спротистави? Да, има дефинитивно коментар. Јас ги прашувам и пративме ние писмо до УЕФА. Значи ние директно не им се мешаме, али прво ги прашувам нив, јас ево јавно преку телевизија ваша, ги прашувам дали прво би се направил тој избор нелегитимен, па после ќе се согласувам или прво треба да се согласиме со законот, па после да правиме тој избор. Не е сега од Марс паднато, па од денеска за утре, па ајде мора денеска. Не, ова е веќе од 2018. Самите тие, самиот сегашен председател, значи не е важно кој е председател, важно е самата федерација, нас не е битно. Самиот председател 2018 има подпис таму, стои дека наредното собрание ќе го направат, ќе се усогласа со законот. Помина толку собранија, тие не се усогласи. Значи не ова од сега, па нас ни текнало сега и ние не притискаме толку ради европското првенство. Да не испадне после нешто ево европското првенство. Не, ние сакаме, може да се одложи и нека се ова заврши, нека се усогласат, нека биде изборот во октомври. Разговаравте со Сејдио, првиот човек на федерацијата? Разговаравме со секретарот нивни. Што е заклучокот? Бидејќи вака како што велите господине Мојсовски, ќе се одржи изборното собрание. Ви нема да го признаете, нема да се регистрира, односно рековте односно изборното собрание нема да биде легитимитет во централниот регистар. Тогаш и нашата федерација е под знак прашање на европско првенство. Да, дефинитивно. Јас затоа викам нешто ние сакаме преку сила да го изфорсираме, да го ставиме од централен регистар кога не е валидно. Кои се тие се делегати? Ја знаеме, во Струмица не се одржа, во Тетово не се одржа. Во Кочани се одржа изборно собрание. Да, ма бойкотира. Да. Не се одржа, не е легитимно. Како они ќе дадат се делегати? Како они делегати ќе гласат во централното собрание кое е на ФФМ? Како се они верификувани дека се тие? Затоа викам, многу има тука изместени работи. Така да самото тоа, самите тие се негираат дека е тоа окей. На што се должи тој пркос? Еве, велите, се толерира 3 изборни собранија, а факт е дека е најмокината финансиски фудбалската федерација. Дали тоа парите таму? Па најверојатно, дефинитивно, можеби не контролата преку клубовите, зашто друго е на Шкенде или на Панде да му кажеш
на Академија Пандев да му кажеш дека ова е окей, ова не е окей. Ако ти се спортиста ви со шкендија 5 милиони буџет, друго е. А вака не соделува ништо во организацијата на самата федерација, не ни е важен. А вака кога ќе има зборот кој ќе тежи од Академија Пандев, па и од сите, за тоа зборам, е малце проблем. Ако е господинот Седини толку убеден дека на нормално собрание со согласен закон за спорт на оваа држава, зашто не излезе така, па нека се... Ние немаме, не ни е важно нас кој ќе е председател и кој би се засегна сега во овој момент бил господинот Седини, сега е председател. Ние сега сакаме тоа, не сега, него мораме тоа да го усогласи. Имаме основи, на многу основи кои ги даваме средства преку агенцијата, даваме средства на клубовите. Како би се ние оправдале ако вие барате доследно почитување на законот за спорт како што го почитуваат макарите, рекометарите, макарите. Сите останати. Тоа е наша заложба. Не е важно кој е таму. Важно е дека фудбалската не е над кошаркарската или ракометната или одбојкарската или карате федерации и останати. Тоа е проблемот. Мислите дека сега се криет за тој репрезентативен успех и може би Мислам да репрезентативниот успех е само на спортистите. Така. Но сега да се профилиме, ова беше како актуелна тема и се уште се надевам дека до првата половина на март, но она што сега како Агенција за млади спорт како институција, објавивте ваучери, објавивте список на клубови, па и федерации и спортисти кои што добија ваучери за 2021 година, вака следејќи мислам дека 2 години расте интересот за ваучери. Сметате ли дека ова ве поттикнува да зголемите средствата кои што директно ќе се инвестираат во спортот, имајќи во предвид дека сепак имаме и услови на пандемија, ретко кој сака да инвестира во... Дефинитивно да, значи и тоа што го кажавте, јас бев скептик, прошлата година, значи 2020 година, ајде да кажам 2019-2020, се реализира, да кажам, со помош на државата, со многу чинители уклучени тука, се реализира, мислам дека околу 6 милиони евра. И мислевме дека е тоа одлично. Ајде да не кажам одлично, добро. Али во криза, во пандемија, знаеме фирмите во каква состојба, знаеме државата дека од нив чека данок на добивка за да може да се движи државата. Ние видовме дека оваа година заврши со 90% реализација на самиот ваучер. Така. Тоа ни даде мотив плюс да видиме дека вистина фирмите сака да помогат во спортот. За ваша информација, 547 милиони денари, од 610 и 15. Тоа е поттик плюс. Јас го најавив, премиерот го најави тоа, дека наша цел е до 2024 да стигне тој, што го зборувавме, тој таргет од 15 милиони евра ваучер. Се надевам дека со ребаланс на буџет во мај или во јуни ќе имаме оваа година 12. Значи веќе се поделени 10, уште 2 се најавуваат, најверојатно ќе бидат во јуни, ќе ги прераспределиме по 20% на сите чини. Ама гледам дека и го проширавте опсегот, не е само на оние прволигаши, второлигаши, туку едноставно успеавте да дадете и на третолигаши. Па да, ајде да кажам, во наводници штета на поголемите, да ги офатиме сите, да не се фокусирани на сите, на првите чинители на самите матични федерации, него дадовме опсег на сите. Јас сум да се шири тоа, да се омасови, да стигнат финансите до сите правилни чинители кои се соделуваат на спортот. Ево денеска, вчера уствари најави премиерот мерката, 50 мерка, директно убризгавање преку влада од до агенција 33% од постоечкиот ваучер ќе помогне државата, значи тоа се 3 милиони, ќе помогне државата да се убризгат и да им помогне да ги уновчат тој ваучер за да се подигне од пандемијава, клубовите да имаат проблем да наредните 4-5 месеци функционира. Да, колку толку барам да издржат овој притисок, бидејќи на вистина е многу тешко, ниту имаат продажба од права, ниту од влезници. Влезници, све е затворено, а мора да обстојат, не можеш ти на спортистот да му кажеш се имам пандемија, па ќе те плаќам 2 месеци, 6 не те плаќам. Тоа најдобро го знае најмче Мојсовски, бидејќи беше дел од спортските актери. Имајќи во предвид дека сте прв човек на Агенцијата за млади спорт, не е само она подршка
поддршка сега преку ваучерите кои што се добре дојдени и забележам дека ќе одат во нагорна линија. Вашата цела ингеренција е и грижа околу спортските терени, односно изградба на спортски терен. Како стоите во делот на капиталните? Што може да очекува јавноста од 2021? Некаде да се започне, некаде да се направи проектна документација во однос на изградба на спортски повеќе наменски, не знам. Да, како што спомнавте, значи отворени се веќе 3 на 3 баскет игралишта, тоа ќе го продолжиме, ќе се отварат, веќе се направени 10 низ нашата држава, ќе се отварат, мислам дека до 30 и 33 треба се стигне бројка, веќе се почнати 6 базени кои се градат, програмата е и планот беше 14, веќе во наредниот период за месец дена ќе објавиме тендер, документации за плюс 4 базени и сакаме да стигнеме до крај на година уште тие 4, значи 14, да стигнеме, да ги пуштиме веќе да почнат се прават. Тоа е наша заложба, ради, знаеме, уште наш пандемијава, тие буџетски средства не беа одземени, али со ребаланс на буџетот ќе ни се вратат. Така веќе е договорено. Така да веќе почнуваме. Повеќе наменски игралишта. Знаеме во времето се правија, да не кажем, имаше проект од 5-6 игралишта кои, да не кажем дали 10% се функционални. Имам и тука едно прашање, кој води контрола за изградените, откако некога се добива чувство дека се запуштени? Да, дефинитивно Агенцијата за млади и спорт е тој што ги прави и одма ги пребацува, ги префрлува на општината. Да, ма директоре, морате да водите контрола. Не, дефинитивно, значи наша заложба, јас веќе ги можеби бидејќи има терени каде што се обраснати со трева. Да. Наша грешка беше не беше активна службата за инспекција, веќе е направен план, програм како инспекторите да ги поседат сите тие запоставени игралишта и да се седне со општината, да видиме дали, нели, имаме и тениско направено кој што можеби нема еден тенисер кој сака да дај да видиме заеднички дали тоа игралиште може да се направи повеќе наменско и што би било фокусот на таа општина, да знаеме, да направиме една проценка, да, тука се одбојкари, Струмица, знаеме дека се ајде да правиме одбојкарски терен. Да, тој терен би бил ракометарски. Ајде да видиме, да се поставиме баш буквално на општината што им треба, не само да се прави, а нема кој да ги пополнити. Минатата недела во Струмица отворивте и спортска сала во Никола Вапцаров. Околу спортските сали планирате ова 2021 година некаде, пошто спомнавте за пливачки базенти, спомнавте баскет игралишта. Да, значи има мали, ајде да кажам, не се мали реконструкции, него реконструкции на постоечките. Не моја заложба, јас и тоа го образложив, наша заложба не е да правиме нови, без димензии, мали, незагреани. Реално, срамот е да кажеме дека уште само во нашава држава, не да преминиме граница во Србија, Хрватска па и нагоре, сите сали се загреани. Кај мене е во проект да 30 сали во нашата држава се загреваат и се ладат. Значи, обични и основни услови кои Наумче Мојсовски која бил спортиста ги немало, сакам сега тоа да се направи. Како? Со енергетски ефикасно, со фондови на европски фондови, тоа го овозможуваат да ние почнеме во првиот бранд, се надевам дека до септември, октомври ќе стигнеме да 10 сали да почнат да се греат и ладат. Дополнување со газ, со панели, со тие работи за да се осети еден спортиста како што треба. Дефинитивно тоа нас ни е важно и најбитниот проект кој го најавив и некни со самата избор на спортист на Македонија, дека спортистите, ветерани, нема да бидат заборавени. Прва наша мерка е да се упишат нивниот стаж и нивните да си добијат пензии. Ајде да кажеме, ние сме спортисти, стечајци кои не е страм да ја штрајкуваме. Наумче Мојсовски, 20 годишен репрезентативец на Македонија, има 0 денови стаж. Тоа не е добро за сите спортисти. Како ја сутре моето дете би го насочил да не математика одел на направа или хемија или не знам што, да одел на спорт. Сали незагреани, не среден пензиско-здравствениот. Апсолутно. Да се излезе во пресрети на оние спортисти кои што дефинитивно голема бројка. Занимаваат активно. Дефинитивно голема бројка тоа. Кога спомнавте за овие спортски сали, се планира во овој проект план и спортската сала во Струмица, Радовиш. Дефинитивно, да, Струмица е во првите 10. Ајде ќе почнам, значи првите 3 веќе се земени димензии и
све колку би требало да се загрее една сала. Веќе е Битола, Охрид, Гостивар, Велес, Куманово. Сега, наредни се Струмица, Неготино, Кавадарци, Радовиш. Тие се, нели, големите сали кои се носители во своите општини. Да се земат тие спецификации, да кажам, колку треба за салата во Струмица да се загре. Така. Почитувани гледачи, вие следите емисијата Очи во очи со директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски, институција која што освен за спортот води грижа и за младите, имајќи во предвид дека тоа е и надлежноста, односно нивната ингеренција. Младински активизам, директоре, деновиве ве видов дека имавте средба со граѓански организации кои што го третираат тоа младински активизам. Се планираат младински канцеларии. Што е она младински основна центри, да. младински центри? Простете. Која е она функција? Што е целта сега со најавата? Тоа бидејќи видов дека и со советникот за спорт при владата исто така Ѓорги Тасев беше на оваа следа. Која е целта? Целта е, нели е вметнат веќе во закон да до 2025 мислам година сите општини имаат младински центри. Тоа го почнавме, се почна прошлата година и стагнираше. Сега го активиравме. Првите центри кои се веќе треба да стапат во функција за многу брзо се Велес, Куманово, Битола и Кавадарци. Веќе се обезбедени простори, веќе се обезбедени дел од мебелот и компјутери, све што треба за самите центри ги обезбеди Агенција за млади и спорт. Кај нас се стигнати, треба само да се тоа видиме како би одело законски, мислам дека ние треба на општините да ги предадеме општината на самите центри, за да се отворат повеќе центри за да има младите кај да движат. Моја заложба, да, наумче стигна како спортиста и младите беа скептици дали ќе биде све само за спорт, не е за млади. Сакав да докажам и покажам и многу се фокусирав на младинскиот сектор, да видат дека не наумче не е само за спортот, да, ми е по-лесна, по-добра страна, ама сакав ова да го запознаме. Сакам младите да се изначени во Агенција Млади и спорт, нели името само си го носи Агенција за млади и спорт. Сакам тие да се изначат. Например, како што има совет за спорт при Агенцијата за млади и спорт, сакам да има совет за млади при Агенцијата. Тоа би го носиле самите чадор организации, би го предложиле луѓето кои би решавале за сите крупни проблеми, добри работи во самата во државата. Самото тоа отварање. Например, пандан, како што има 8 септември награда за достигнување на спортот, сакам да има награда 12 август за достигнување за младински работник. Многу работи мислам дека за многу кратко време ќе слушнеме, ќе ги објавиме. Сакам дека останат и веќе ги правиме со организацииве, правиме еден закон како би изгледало тоа и се надевам дека веќе тие што се уклучени вика дека би било одлично ова, се надевам дека јавноста ќе слушне и ќе биде задоволна и секако без младина. Така е. Дали овие младински центри, рековте дека ќе бидат ќе ги опреми агенцијата, ќе бидат дадени на општината. Дали ќе имат па и овие младински центри директна врска и со Агенцијата за млади спорта, бидејќи сепак да биде можеби да го артикулира гласот на Агенцијата за млади спорт во овие локални средини? Дефинитивно, да. Значи преку самите локални средини кој е нели локален клуб, младински локален клуб, би било гласот во самата општина преку од Агенција за млади и спорт. Да, ќе има, тие ќе се изучуваат, ќе правиме вежби да знаат како директно се води тој младински центар и самите тие потреби, дружења, нели, се надевам после пандемијава, здравија, се надевам мај, јуни, ќе биде понормално, ќе има тоа дружење кое тие младински центри го заслужуваат. Можеби сега во овој момент не треба да се групираме, али во тој период сакаме да ни дојде во предно се од 2-3 месеци имаме како да го истуркаме тоа како треба да се заврши и се надевам дека младите ќе добиваат едно каче. Ние сакаме да се во добри средини, во центарот на градот, во дома на културата, тука и сите активности. И можност младите да го артикулираат пак гласот не само во локалната самоуправа, туку и кој на агенцијата. Директно према нас, да. Значи од нив ние ќе ги слушаме гласовите и ќе видиме дали сме окей на добар правец или не сме на добар правец. Тие се главните носители и чинители. Ова намерно го поставих Мојсовски, мајки во предвид дека многу млади
Агенцијата за млади и спорт на својата веб страна постојано објавува одредени конкурси за И младите. огласи, да. Но мислам дека младата популација не е доволно информирана дека Агенцијата за млади и спорт дава поддршка за млади таленти, за музичари, Хемичари, Ете така. секак. Од таа причина Поети. дали како стои искористеноста и дали овие младински центри ќе помогнат за анимирање? Баш и за тоа, значи све ќе оди преку тој младински центар и тој младински центар би доаѓало кај нас. Преку тој совет нов кој се формира, кој ќе биде тело, главно тело, носечко тело на самата агенција и за добро за директор. Би се изфилтрирало и све би дошло како што треба. Тие дечки, значи до сега конкурсите се 100% искористени, нели се објавуваат конкурси за поети, за како што спомнавте. Нашата поддршка уште ќе расте. Сакаме да помагаме уште повеќе во таа смисла. Јас кога стапнав на функцијава, ми беше скратен со ребаланс на буџетот. Ги молев таму буџетот барем, викам за капитални за све може да ми скратите, немојте за млади. И така остана. Се надевам дека ќе го искористиме максимално тој буџет за млади, кој не е имал, и се надевам дека со самото директно што ќе сугерираат младинските политики, младинските центри, ќе ние овозможиме да тие стипендии, тие вистински дечки кои го заслужуваат тоа би го добиле. Да, и младинските центри претпоставам дека таа ќе била нивна функција, имајќи во предвид, бидејќи се создава таа фама Мојсовски, од Гевгелија, пошто ние сме регионална телевизија од Богданци, да конкурирам, мене ќе ме изберат. Знаете, постои таква една скепса кај јавноста. Баш така, но девојче, извини што те прекинуваме, но девојче ми дојде, баш тоаш бев нов, заврши конкурсот, во моје време, значи јас нов, заврши конкурсот, мислам дека беше од Радовиш или не знам од каде точно, и ме гледа вака. И викам, кажи што е, вика, не очекував, мислев дека баш она што го зборувате, ајде да не кажам наместено, или ова не, викам, кој има добар проект, комисија, совет, ќе одлучува за најдоброто, кој би стигнале пари. По тоа покажавме дека сите девојчиња, машки кои беа деца таму стигнати, дека од цела Македонија, од натрешноста, имаш од Прилеп, Битола, од цела Македонија, така да мислам дека јас тука не гледам тоа такво нешто и се надевам дека и така ќе остане. amasa.gov.mk, како не се лажеме, веб страната на Агенцијата за млади спорт. Предпоследно прашање, спорт млади некако ми делува и Сојузот за училишен спорт или Федерацијата за училишен спорт. Имате ли соработка во тој сегмент? Знаете, младите се навлечуваат на спорт уште од мали нозе, тука може да го кренат и да бидат активни уште основно средно образование. Каква е соработката и дали се планира нешто? Да, дефинитивно, нели се направи пандам, почнавме и од прво до второ, трето одделение веќе со физичко воспитување, на Момче Мосовски, Горан Пандев и сите останати доаѓаат од основните училишта, од таму ли се првите чекори, и тоа сакам да го негуваме и сите од таму излегува. Имаме одлична соработка со училишниот спорт. Да, не спречи пандемијава, да, зависиме многу и од образовниот систем, од МОН, кој директно салите се под МОН. Имавме не пречки со МОН, него реално ради пандемијава ни кажува дека ние физичко присуство немаме во школова, вие барате да се отворат салите и тие се во право, така да веќе постапиме во ова, веќе и МОН ги отвара салите за активности и тоа што го сакам јас, здравје Боже, како што спомнав во мај, во јуни, да кажам буквално деца да ги враќаме на улица. На масовен спорт, на масовно дружење, пошто знаеме од дома компјутерите, таблетите и не знам што, тоа не води во здрава нација. Самата корона покажа дека не дека спортистите не фатија корона, никој не ја легна. Така. Полека привршуваме 2020, ако 2020 бевте задоволен, што може да очекува Мојсовски на спортски план 2021? Рековме 3 репрезентации на големи надпреборувања. Ќе успее ли ракометната репрезентација да се најде на европско? Па се надевам. Почна одлично, првите тие 2 надпревари ги добивме. Сме во пол позиција, малце не врати назад светското првенство кое можеби изненадно да е за нас, неприпремени, нели Чешка откажа. Добро, тоа беше последниот билет, да кажам. Последниот билет, али помладување. Мора да се тргне од негде, мораме тоа да го видиме. На Германија, на Шведска во моето време кога направија помладување ги немаше на големите надпреборувања 6 до 7 години. Не е страшно, али дај да не им даваме на децата
Мора, не мора. Негативна енергија, мора да ги охрабриме, Да ги охрабриме, поздравиме. се прави смена на генерација, ајде да почнуваме, не сме ние нација од да имаме не знам колку 2-3 илјади коментари, па сега да не знаеме кого да одбереме, така да очекувам резултати, успеси, ајде да направиме на едно скалило погоре, да не сме учесници, ајде да направиме да се бориме за некој си медал. Имаме тука одлични индивидуални спортисти кои се на маргините за тие едно до 2 места за европски, светски, па сега се надаме Павлов сакам да изборим норма за олимпијада во индивидуални, така да имаме спортисти ова држава, има спортисти, желне за спорт, така сме и физички. Добре, спортот е најголем промотор, дефинитивно. Дефинитивно. Видовме после прв пат пласирање на Европско првенство фудбалска, како го спои народов и какво радост ни даде, а тоаш беше нели најголемата пандемија, бројките стигнува и не знам до колку. Има ли победа четата на Горан Пандев? Се надевам јас, се надевам ќе бидам гостин во Романија, мислам дека во Букурешт и им посакувам, Гоки го заслужува тоа. Круна, голот, нели последниот пласманот после 30 години од самостојување. Се надевам дека и таму некоја победа не израдуваат и така. Се надевам дека ќе се организира, веќе ќе се пуштат ковид мерките, ако има на стадионите публика, би биле како дома. Ќе одим. Да не ги занемариме одбојкарите, кои што и тие едноставно направија Астромисел одбојкарски игра. Да, дефинитивно и тоа е моја заложба и во самата програма моја стои дека треба да се прават на самите федерации центри, а мене ми е заложбата во Стумица да биде центар за одбојката и репрезентацијата да се собира тука. Благодарам, директор Мојсовски за вашето гостување и што се озвавте на нашата покана. Почитувани гледачи, во изминатите минути со вас беше првиот човек на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски. Благодарам за вниманието, слушавте неговите перцепции за околу спортот оваа година, но и она што може да очекуваме од Агенцијата за млади и спорт како институција. Секој добро и пријатна вечер.